Пријатели, добар ден и добре дојдовте во роденденсково издание и рубриката Прашања и одговори со Јосиф. Ова што го гледате, што јас сум седнат, ќе го видите само еднаш. Роден денески исклучиво ми дозволија да поседам денеска. Имаме за денес 5 прашања кои што ги издвоив да ги одговориме и да донесеме некаква вредност за кои што сметав дека е добро да се слушнат. На крај ќе дадам и една вонредна изјава од Светска здравствена организација по повод роденденот на утринска Нателма. Како и да е, прашањата кои што ги гледате овдека се поставувани најголем дел на Инстаграм и истото секој од вас го охрабрувам да го прави користејќи го хаштагот Ask Јосиф на социјални мрежи, комуницирајќи ме можеби во приватна порака преку социјалните мрежи или пак доколку сакате може тоа да го направите телефонски на броевите на телевизија Телма и доколку не успеам да најдам одговор веднаш да го оставиме одговорот за вашето прашање во некоја наредна рубрика. Ќе почнеме веднаш со прашањата за да оставиме и повеќе време подоцна за останатите содржини. И првото прашање ни доаѓа од Симона Џуковска, која што прашува колку мед на дневно ниво е препорачливо да се јаде ако сакаш да направиш замена на бел шеќер. Симона, медот ти е многу подобра опција од белиот шеќер кој што сите ние го имаме дома, од причина што е природен шеќер и секој од нас знае дека е добро да се јаде и дека е здрав, но доколку прашањето ти е дека ако можеби твоите 2 реда на чоколадо и 3 кафиња со шекер сакаш да ги замениш со мед, тогаш нема да постигнеш никаква промена и резултат кој што можеби ти го бараш. Многу луѓе имаат проблем со тоа дека нивните потреби за шекер и преголемото конзумирање можеби на благо сакаат да го заменат со некои алтернативи, а тоа значи дека не сакам јас да го исфрлам благово, но сакам да продолжам да најдам извор можеби кој што ќе ми биде поздрав и подобар. Но тоа не постои. Шекер е шекер. Ако ти внесуваш повеќе шекер од што ти е потребно, без разлика дали доаѓа од процесирана храна или од овошје можеби или од мед, повторно вишокот ќе ти се складира во масти. Така да мојот одговор на твоето прашање е дека да, многу е подобра опцијата мед, но повторно не претерувај или во превод нека не биде тоа повеќе од 6 лажици мед на дневно ниво, ако земеме во предвид дека ништо друго од шекер нема да внесеш во остатокот од денот.